Граѓанското движење за заедничка Македонија во 2017 организираше протести против тогаш составената тиранска платформа, која беше услов за формирање на влада во нашата држава. По 63 дена мирни протести, без никакви инциденти, на 27 април во Собранието на Република Македонија прво беше запеана странска химна, а подоцна на за многумина нелегитимен начин за претседател на Собранието беше избран Талат Џафери. Овие случувања во законодавниот дом предизвикаа гнев кај граѓаните кои влегоа во Собранието, откако од внатре беа отворени собраниските врати. 7 месеци подоцна, на 28 ноември 2017 година, 36 лица беа уапсени поради сомнение за кривишно дело, терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста, а меѓу нив и организаторите на протестите, кои повеќе од 2 месеци беа мирни и без никакви инциденти: Богдан Илиевски, Игор Дурловски, Борис Дамовски и Владо Јовановски. Меѓу уапсените беше поранешниот прв човек на БЈБ, Митко Чавков, пратениците Крсто Муковски, Жаклина Пешевска, Љубен Арнудов и Сашо Василевски. Уште од тој ден, преди да почне судскиот процес, во јавноста се појавија сомнежи дека се работи за политичко одмазда, поради што уште првиот ден имаше и протести пред судот. Сомнежите ги подгреа и изјавата на сегашниот градоначалник на Скопје, тогаш портпарол на СДСМ Петре Шилегов, кој 2 дена по влегувањето на граѓаните во Собранието го кажа делото, кое подоцна беше напишано од обвинителството. Во четвртокот во Собранието беше извршено кривично дело, терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста. Се работи за член 313 од Кривичниот законник на Република Македонија. Јавното обвинителство го поднесе обвинението кон крајот на март 2018 година, а судскиот процес започна на 22 август истата година со 33 обвинети лица, а делот од рочиштата трае и по цели денови. Откако Собранието го изгласа законот за амнестија за овој процес, ослободени од обвинение беа 15 лица. Еден од нив беше пратеникот Крсто Муковски, за кого во обвинението пишуваше дека доколку не ги отворил вратите од законодавниот дом, ништо од тоа што се случило немало да се случи. Како и пратениците Љубен Арнудов и Сашо Василевски, тројцата од ослободените во овој случај, кои гласа за уставните измени. Амнестија воопшто не побара Игор Дурловски, Душко Лазаров, Јане Ченто, Игор Јук и Митко Чавков. Токму притворањето на поранешниот директор на БЈБ фрли уште една дамка на целиот процес за настаните во Собранието. По барање на обвинителството, судот во експресен рок прифати да го испрати Чавков во притвор, иако таму кажаа дека станува збор за невообичаена пракса. Неговиот адвокат Сашко Дуковски пред камерата на Алфа кажа дека решението за притвор на неговиот клиент е противзаконско и покажува дека веќе е донесена пресудата, која според него ќе биде најмалку 14 години затвор, но потенцираше дека не постои меѓународен суд каде истата не би паднала. Да, он ќе биде суден во петок. Ја немам милиметар време или причина да се сомневам во тоа. Но оваа пресуда никогаш нема да го помине судот на повисоките инстанци, а особено судот за човекови права во Страсбург. Повторувам, никогаш ова нема да помине. 15 март е денот кога овој процес, кој остави многу сомнежи околу својата основаност и дека можеби зад него има политичка позадина, ќе дојде на крајот. 17 обвинети кои останаа во судските клупи ќе ја дознаат својата судбина. Минималната казна за ова кривично дело е 10 години затвор.